никогаш не ми било јасно кој е тој проблем да си го преиспиташ собственото обвинение. Тоа е многу попоштено према повторен према најблиските на жртвите. Да, бидејќи овој случај е многу попоштено, значи преиспитај го обвинението токму во тој дел кој ти представува, значи еден тег, еден огромен камен поради кој нема да можеш да дојдеш до точка 11, законска пречка за тоа обвинителството нема, судот не може. Нема никаква обвинителството нема никаква законска пречка за таа работа. Во било кој момент може да го пречисти, да го расчисти ова за што сега зборувам бака гледано од страна, ќе биде камен на сопнување да дојде до точка 11. И тоа не е поштено према луѓето. До сегашна пракса може да очекуваме и одвојување на постапките. После последниот предмет кај што ја бев бранител, кај што јавен обвинител во завршен збор кажа дека нема докази за мојот клиент и поднесе жалба, значи нема докази за мојот клиент и на таква ослободителна пресуда кај што нема докази, поднесе жалба, ја не верувам дека во овој момент обвинителството воопшто има, како да кажам, има да се надмине себе си, да преиспита и така натаму. Во овој момент таков амбиент нема. Милано? Нема. Законска можност има обвинителството во секој момент тоа да го направи. Зошто не би го направил? Бидејќи зборуваме за гломазен и сензитивен процес. Спротивставување на одбраната и теориите на одбраната. Ништо не ги ограничува да тоа го направат сега. Но, тој тим или оние кои што тоа го поддржуваа, во ова може да се најдат во сериозен проблем, а зошто сите овие аргументи, бидејќи дел од тие ви беа предочени и пред исказите, не го направивте пред поднесување на ово обвинение, зашто тргнавте со вакво гломазно обвинение.